Добро вечер во емисијата Отворена за. Само 1/3 од ракијата што се произведе во Македонија доаѓа од регистрирани производители. Остатокот е од индивидуално производство, но наместо за своја употреба, ова ракија најчесто завршува на пазар во нелегалната трговија. Експертите велат дека индивидуалните производители на ракија уште долго ќе може да ја продаваат без бандероли ова ракија, произведена во домашни услови. Според Министерството за економија, не смее да се тргува со ракијата што е стварена дома, бидејќи тоа е акцизна стока и сето останато што се прави во продажбата во Македонија е работа на црно. Официјалните бројки велат дека, например, во 2016 година биле произведени 253.000 тони на грозје, од кои околу 30.000 биле трпезно, а од 200.000 до 220.000 тони винско грозје. Производството на вино пак таа година се движило од 1.100.000 до 1.200.000 хектолитри, а винариците произведувале или произвеле 130.000 хектолитри ракија. Неофицијално се проценува дека количините што се појавуваат на пазарот се тројно поголеми. Надлежните сепак се обидуваат да стават ред во незаконската продажба на ракијата. Така, например, пред 7-8 години Царинската управа и пазарните инспекторат заплениле во Македонија вкупно околу 4 тони ракија. И понатаму се продолжува оваа мерка. Меѓутоа состојбата значително се менува. Во една своја изјава од 2016 година, тогашниот министер за земјоделие Трајан Димковски меѓу другото рече дека Министерството за земјоделие работи на развојни мерки во лозарството како стратешка земјоделска гранка, а во делот на производството на ракија исто така потенцираше дека се предвидени измени во законот за акцизи кои стапуваат на сила на 1 јануари 2020 година. Со нив се овозможуваат низа поволности, ако така можеме да кажеме, за производителите на ракија. Или тоа во едноставни зборови кажано вака. Максимално дозволената количина на годишно производство ќе биде околу 2500 литри жесток алкохолен пијалок со просечна јачина од 45%. Во првата година, 2020 година, од примената на законот, производителите на ракија се ослободени од плаќање на акцизи. Во втората година, односно од 2021 година, акцизата ќе биде 10 денари, а третата година 20 денари, додека во 2023 година тогашното Министерство за земјоделие предвидело дека акцизната роба ракијата ќе се одненочува со 30 денари. Со новото законско решение се овозможува малите производители на ракија легално да ја продаваат својата ракија, да развиваат свој бренд и да произведуваат и пласираат своја ракија, да развиваат бренд како што ќе биде препознаен на пазарот, како што тоа го чинат и неколкумина познати производители на ракија во Кавадарци кои веќе продаваат и си ја плаќаат уредно акцизата. Со ваков случај се сретавме и деновиве во винската куќа во градскиот парк, каде што можевме на лице место да се увериме дека луѓето можат и да профитираат од производството на ракија, плаќајќи си акцизата, односно продавајќи ја ракијата во бандероли. Еве што забележавме на крајот на овој месец во Кавадарци на фестивалот што го организираше Сдруженијето ЖТ од Кавадарци, која планира овој фестивал да стане традиционален и во наредните години истиот да има оценувачки карактер, односно да се оценуваат најдобрите раки, коњаци, вињаци и други жестоки пијалаци кои ќе бидат произведени од грозје. Биле Донески, подпредседател на Сдруженијето ЖТ. Добар ден. Добар ден. Во градскиот парк се подготвуваат штандовите за продажба на и изложување, па и дегустација на промоција на раки. Прв пат се случува ова чудо во Кавадарци? Па да, Сдруженијето ЖТ е ново формирано здружение и за прв пат организираме еден настан од ваков тип за промоција на жестоки пијалоци, ракија ЖТ на наш кавадаречки дијалект, нели кажано, а меѓутоа и производи од друг тип на речеме жестоки пијалоци, овошни раки, мастики, вињаци и така натаму. Во Македонија не постои ваква собрание, би рекол, ваков фестивал. Да, во Македонија за прв пат се организира настан од ваков тип, значи за промоција стриктно на жестоки пијалоци. До сега сме правеле нели промоции на младо вино, на вина веќе, созреани вина, дегустации и така натаму, меѓутоа за прв пат организираме настан од ваков тип.
Имате ли гости од Македонија? Да, имаме гости како од Кавадарци, нели и од други градови од Македонија, членови исто од Кавадарци, други градови низ Македонија како што се Неготино, Велес, Гевгелиева, Ландово, Скопје. Им треба ли промоција на жестоките пијалаци? Па целта на здружението е токму тоа, пред се запознавање на индивидуалните производители на ракија и жестоки пијалци со законските регулативи на Република Македонија со цел поттик за регистрација на овие производители во тој дел, да. И знаете како, секој производител има своја приказка за производството на ракија и било кој пијалок, да. Така да очекуваме доста квалитетни производи од тој тип на жестоки пијалоци. Како би ги продавали? Па сега за сега сите работиме нели на црно што би рекле и токму тоа е и целата на здружението, поттик за регистрација во тој дел на жестоки пијалоци е веќе како регистрирани производители имаат право за продажба, значи во било каде, ресторани. Што винарите се изборија за тоа право. Точно така. Да. Така да тоа е и целата на ова здружение, значи пред се поттик за регистрација во дел на жестоки пијалаци. Колку ракија се вари во Кавадарци? Па, Според проценка, ваше слободно. моје мислење е дека повеќе ракија имаме него вино. Меѓутоа, знаете како, луѓето кои ќе се спомне регистрација во тој дел, се уште сме скептици, нели, пошто е тоа акцизна роба, подлежи доста под контроли, инспекции и така натаму. Така да има сигурно доста производство, големи количини и баш за тоа ни е цел да сето тоа се легализира и може слободно да испадне на пазар, макар да и извоз, нели, настана од држава. Јордан Астов, го знаете добро од Винотек, меѓутоа гледаме денеска нова манифестација. Тој е од авторите и иницијаторите за формирање на здружението ЖТ. Зошто се формира ЖТ? Па добро е, на овој денешен ден празничен, ќе ја одржиме прва манифестација, ракијада или фестивал на ракијата, кој што ова година ќе има само промотивен карактер на производителите и на здружението, а следната година е предвидено да биде со интернационален карактер. Со оценки. Да, со оценки, каде што ќе имаме комисија меѓународна, бидејќи праксата ни покажа на минатото оценување на вини и на ракии за фестивалот на младо вино, имавме доста мостри, преку 60 думи се мостри ракии и 100 мостри од вина. Се покажа непрактично тоа во смисла на оценување и на компетентност на комисиите, така да одлучивме да со наша помош Винотек како иницијатор и како помагател на сето ова да се формира ова здружение со цел манифестацијата да се подели, да биде една специализирана манифестација ракијада, значи фестивал на ракија во Македонија, тоа што ни фали што го немаме во Македонија, каде што може да се промовираат сите мали дестилери и индивидуални производители со своите ракии, значи лозови, комови, овошни ракии и со учество, како што рековме, на излагачи од соседните земји и со комисија меѓународна која што ќе има и текако. Мине добро рече во Кавадарци и во Теквишијата се вари многу ракија, меѓутоа луѓето се плашат. Тоа е ракија на црно. Имаме ли шанса преку една законска процедура да се избориме за правото на оние што печат ракија? Па токму тоа, досега ракијата, печењето на ракија одеше повеќе на црно, на диво и беше како некој вид социјален елемент доколку грозито не скапа акцизна роба. Да, ако грозито не се продава и изглед се наоѓаше во варењето на ракија и тука органите мижеа пред сето тоа, меѓутоа најдобро да сето тоа се стави во некоја рамка, бидејќи високата акциза е атрактивна за шверци, за сето тоа, меѓутоа во прв момент не можеме да ги рамниме малите индивидуални производители со големите производители и мора во тој да има олеснување за почеток, кај што ќе биде акцизата постепено да се уведови, ќе биде многу пониска, меѓутоа тоа ќе допринесе да производителите легално се јават на пазар, да живне пазар, да легално се јави на пазар, да има, значи тоа и гаранција, и квалитет, и сертификат и да се плати некој дел на државата.
бидејќи досега знаеме како беше. Ако остане грозје, се вари ракија, ракијата се продава после пазари, на црно, на диво, а вака ова е начин да преку промоција на малите производители, на мали дестилери, да се помогне да тие се промовираат, а да се тоа се стави понатаму во некоја законска рамка кај што ќе биде многу подобро и за нив. Винарите се изборија за едно свое право и веќе добивате субвенции и убави пари од владата заради тоа што станува значаен чинител на пазарот за вино. Точно, сведоци сме сега дека во последни овие денови дека околу 60 винари добија грантови кои што со кои ќе се осовремени производството, да. Меѓутоа токму тие производители, некои од нив ќе бидат и производители на ракија и да се специјализираат и во оваа дејност, така да тоа ќе допринесе понатаму и за развој на лозарството и веќе како што гледаме во овие пазарни услови, тешко е да се наметнува некоја пазарна цена по која мора да се откупува. Пазарна цена не може да се може да биде. А токму тоа е евентуално, че ако сега 10, 20 или 50 винари не зависи од некои големи производители, од купувачи, него тие си го преработат грозјето, си направат вино или направат ракија, тоа е изод кој што мора да го не сме измислили ние, топла вода, ова се практикува во соседните земји многу одамна. Имате ли поддршка од владините институции? Имаме поддршка и веруваме дека ќе имаме и понатаму, бидејќи тоа е еден од начините да не биде лозарство секоја година адхок да се решава, бидејќи факт е тоа, значи кога има големо производство на грозје, а пазарни цени на виното се тие, не можеш да диктираш некоја висока цена, меѓутоа секој ако си го најде своето место, ако си произведе свое вино или ракија, да тоа сето биде легално ставено во некои рамки, да си го најде своето место на пазарот. На што тој посакувам многу успех. Благодарам и на вас. Денеска се представувате пред винарите и лозарите, пред кавадарчани со тиквешка ракија. Да, ова е наша домашна жолта тиквешка ракија, која е почнал да произведува мојот прадедо Тодор или со надимак Чауш. Вие сте од Марена. Да, Марена Страгово. Потеклото ми е оригинално. Каде ви е суровината за производство на... Па имаме наши плантажи на грозје, лозов насад и се одлучивме оваа година да испаднеме прв пат на ЖТ. Само со ракија или настапувате ли со вино? Па моментално, пошто ова е фестивал за ракија, само имаме ракија на штандот, а инаку произведуваме и вино, бело и жилав. Конфекционирате го со етикета? Па оваа година прв пат испаѓаме со етикета. Претходно беше само за домашни и за наши пријатели гости. Оваа година се одлучивме да испаднеме со етикета. Како го продавате вашиот производ? Па сега за сега е добро, но во мали количини, не произведуваме многу количини, за одредени купци, тие што се наши редовни купци, само кај нив, на друго место не. Дали би се сложили за една законска процедура, виното организирано да го продавате, како што винарите се изборија на пазарот, да одредени кафеани, вашиот производ да може да се консумира? Би се сложил, да, тоа е добро. Да не стрепите дека некој може да ви го земе, да ви го заплени и така натаму. Па, тоа е добро. Колку луѓе го работат овој бизнис? Во Кавадарци доста луѓе, во Марена, да. Во Марена поготово секоја втора куќа има свое вино и ракија, да. Колку годишно печете ракија? Па ракија печеме околу 500-600 килограми и вино околу тон до 2. Не е Виното многу. го продавате лекаде или макар на пријатели? Па искрено не, само го даваме на пријатели и на роднини така. Вино не продаваме пошто Каде е поголем бизнис од ракијата или вино? абе бизнис. Ова го правиме Приготовачка. моментално од љубов. А бизнис уште се немаме одлучено на таков крупен бизнис чекор. Имате можност за традицијата да ја продолжите. Да, имаме. И под кој бренд би го продавале? Под кој бренд би го продавале виното? Под мојот бренд Исклучиво за- Чауш, винарија Чауш. Тоа е дедови. Да, тиквешка ракија, фамилија Делови Марена. Сакам многу успех и да ја консумират вашата ракија, од која се надам не боли глава. Не боли глава. Ова е чисто природна ракија без никакви адитиви, конзерванси, такви работи. Нема мешовини.
произведувате вк, така? Да, Вк, жолта ракија. точно. Од каде сте? Јас сум од Скопје, мојата фамилија од Емиркапија и моето семејство веќе 70 на години, секоја година правиме ракија. Да, во Емиркапија, таму ни се и лозјата. Не сум ја оставил ни еднаш работава, дел ми татко ми, сега јас успеав да земам и акциза и идиме слободно во продажба. Одлично, браво. Кажи ми, боли ли глава? Ако значи од пиење нема, може од зборот ќе го кажете ако премногу се напиете. Колку проценти е? 45 е со алкохол, 45, ова е дестилат 2020, флаширано пред 6-7 месеци. Има ли традиција производството на оваа ракија, на вк? Не, брендот ВК е моја идеја, моја иновација, всушност моја и на мојата сопруга, сакајќи да се разликуваме од другите, ни дојде, името ни е, нели, жесток алкохол, не може зајак да биде, мора да биде. Да, и мора да асоцира на Тиквешкиот регион, значи попознат зборот ВК, Тиквешки, има уште еден, ама тој срамота е да го ставиме на шише. Кажи ми, каде е продажа? Акцизата ми дозволува во Скопје, во ресторани, гостители, хотели, сегде кај што е хорека, од дома, на настани. Фалат ли законски нормативи да се легализира печењето и продажбата на ракија? Веќе се. Значи, огромен дел се. Не се тешко човек да ги исполни. Тој што ќе се потруди, дури заработката е стварно солидна. Печите само Све сам. Значи, од кроење до флаширање сам. Сакате лозијето, грозијето или Секако, да. Ракијата ја сакам најнормално, една на ручек, не повеќе. Меѓутоа, цела работа мене многу ми се допаѓа и ја работам со задоволство. Професоре, покрај вино произведувате и ракија. Така е. Ракија на училиштето. Ова е ракија на училиштето, гроздовка, доста пофалена. Ракија која што е произведена од наши ученици под менторство, значи наше грозје, да, апсолутно, од наши автохтони сорти и мислам дека од аудиториумот кој што е овој прекрасен аудиториум тука денеска е врв од ракија, бидејќи тоа е и за нас сатисфакција и мотив, значи уште да произведуваме, значи ракија која што е моментално за репрезентативни количини, али мислам дека ќе бидејќи едуцираме, продуцираме кадар од домаќински фамилии, што се вика, наши ученици да може нивниот иден бизнис, иден позив, значи да му биде значи во производството значи на овакви жестоки алкохолни пијалци, али на природен начин. Абендизувате вашата ракија? Да. Многу абендизуваат и ние се секогаш на секоја манифестација вон образовна и образовна што се вика присутни и на Тиквешки гроздобер како традиција на градот, на промоција на млади вина за Свети Трифун и така натаму, така да редовно се присутни по покана на друженијата на семените винари и на кавдаричките и на лозарите, така да како професор, значи по стручни предмети од земјоделската струка, заедно со моите колеги и како помошни директор на школото, работиме маркетиншки, добро да се промовираме, да го поттикнеме мотивот и поттикот значи учениците да размислуваат, бидејќи се голем дел од нашите ученици кои што учат во земјоделската струка, во шумарската и во фармацијата, значи се деца кои што ја негуваат, значи виновата лоза, имат нивно домашно производство, така да гроздовката е една ракија која што се до 45% значи на алкохол
нема придавки и додавки, што се вика, нема хемија, на убав, на клачен начин, скоро 2 месеца се бориме да дотераме, а понатака и во нашите школски бориња, значи, дотируваме кој што треба, и еве, ја има можност на овие убави манифестации за ракијата е 3 годишна, стара, и пивка, ракија со буке, со арома, значи, и мислам дека и солидна така боја, и од година на година се повеќе напредуваме оваа работа. Бидејќи ако сме луѓе од образованата фела, теоретичари, мислам дека поврзани со праксата, со искуството што го имаме, и некои убави работи учиме и од нашите ученици, значи, така да сметам дека сме подготвени, значи, да здравје Боже утре покрај репрезентативно да вложиме и производство и така натаму. Ние знаеме дека школото располага со големи површини, значи на околу 7 хектари имаме наши површини, да неколку пати сме го кажале на медиумската експонација, кај на себе си кога уводиме на упис, значи на нови ученици, нови профили од оваа година, така да секогаш гледаме Тиквешкиот регион, значи благодарение пред се на медиумскиот простор што ни е дозволен како училиште да бидеме што е можно позастапени, да бидеме едноставно професори кои што ќе ги натерат учениците, значи да размислуваат малце, че се смене менталниот склоп, значи во поглед на земјоделството, на производството на овие брендови што ги имаме тука од нашиот регион што подигнуваат и така натаму. Никола Велков. Кој е Никола Велков? Кој може и од гроздје вино да направи. Вие сте потомок на фамилијата Од Велков. најстарата винарија. Што барате денеска на ова фестивалче? Молим? Ве гледаме денеска присутни на ова средба на ракијата. Па видите, од почетка и така да речам дека сум основател да вои на местото за винскиот музеј. Така да 50% од материјалите се од стариот поддрв на Цандо Велков. Вие почнавте први, баште дедоси предел. Сега и сакам апел до лозарите и винарите, а јас сум и лозар и винар. Првото прашање до лозарите е да бараат цена при закрујување на лозета, а не 5 минути до 12. Февруари, јануари, така. Тачно. Тоги се бара цена. И тоа цена да барат не општа берба на сорта, реонска берба на сорта. Зошто ќе праша некој? Затоа што земјоделието или големите винари кога објавуваат цена за било која сорта, општа берба. Не, реонска берба. Затоа што на 100 метра надморска висина под комбинатот, ризникот не се бере порано него ли бојот на копачот. И сега ја кога ќе го берам на копачот или на Мечки дол, ризникот убав, помина рокот на тоа, ако сакаш да ти го примеме како Смедеревка. Значи, апелирам, значи цена да се даде по шекерна единица и не општа берба, него реонска берба на сорт. Каква реколта ќе имаме ова година на грозди? Каква реколта ќе имаме ова година? Според вас? Се зависи од времето. И до производителот. Он треба секој утро да му рече добро утро на лозето. Развиело, не развиело, треба да се прска, не треба да се лаче, тамо треба да биде.
Стариот кај мене викаше, вика, синко, мора да му викаш добро утро. А еден, не го именувам кој е, умре покојник, Миле Чавчета. Миле Чавчета го викаме, до мене лозија има. И абе стариот викаше, вика да му умне, јас секој са банина му вика добро утро, неговата гледаш убаво, а ти рекao стариот добро утро да му речеш, ама и да работиш, а не добро утро и замени си. И тоа било се во оваа емисија за посветена на ракијата. Се надам дека отворивме некои теми. За ракијата треба уште многу да се пишува, да многу да се зборува и веројатно да се донесат уште неколку законски мерки кои ќе бидат децидни и ќе значат ставање во канал или во правец или во закон сите производители на ракија во општина Кавадарци и пошироко во текошијата, затоа што на овој дел на Македонија најмногу се произведува ракија. Треба да напоменеме дека со оваа мерка и на земјоделците кои се бават со лозарство битно ќе им се овозможат услови за поголема заработувачка во години во кои ќе имаме ниска цена на грозјето, ќе можат своето производство на грозје, односно винското грозје, да го пренаменат во ракија. Ние, прочем, за оваа проблематика ќе пишуваме и понатаму, ќе ја следиме и сите законски норми ќе бидат соодветно објаснети, како што тоа се случува и со малите винари, вкупно 61 во општина Кавадарци, кои успеа сите овие изминати години битно да го решат своето прашање и да продаваат своји пијалаци, своји вина и на продавниците, односно локалите каде што се истото се точи и легално се пие. Да се надеваме дека истото ќе се случи и со ракијата.